Ова утро се дружиме со еден урбан лик, диџеј Вера Јанковиќ, која што веројатно сте навикнале повеќе да ја гледате во музички емисии во вечерните часови, но денеска е ранобудна, специјално за дружба со гледачите на Добро утро секој утро на телевизија Алфа. Вера, ти благодарам што вака подрани за да се дружиме и да го испиеме заедно утринското кафе. Неле, каков преседан Ирена, имавме и контакт пред известно време, тоа не можев никако да го реализирам, кога почна вашата утринска премногу рано за мене и овој пат божем стигам на време, меѓутоа не спана, тоа е тој диџејски живот, уметнички, трета смена што би рекла јас, меѓутоа со добар адреналин и со добра тематика, почит кон тебе и кон телевизијата, ќе си го решиме ова интервју онака како што треба. Имаш специфична професија и твојот живот го посвети на музиката, на ноќните забави и на разубавувањето на атмосферата и на расположението кај луѓето, и тоа нормално подразбира еден сосема поинаков животен ритам, а со тоа и поинаков биоритам. Кога тебе ти почнува утрото, во наводници утрото, затоа што ти веројатно легнуваш кога другите се будат, и кои се твоите ритуали за расонување? Не почнува денот расположена, пак ќе речем пиетет за известни луѓе кои што ете ми дале шанса да ја раскажам мојата приказна. А ритуалите се тие. Стануваш, доручкуваш, се активираш, малку поспоро оди тоа и некаде кога ќе си падне ноќта си почне нормално енергетскиот набој, давање и изимање. Не сум секој ден по настапи, фала му на Бога, неиздржливо е тоа Ирена. Да. Треба да се дозираш и работите секогаш се местат како што треба. Само треба да им дозволиш да дојдат до тоа што треба да ти го заокружи денонокието. Така да јас сум среќен човек што си ја работи својата работа и згора на се што живее од таа работа, и дефинитивно е една од најенергичните која почитува до коска тоа што го работи. И во претходниот живот и во идниот живот, не знам колку животи има, колку дал некој, мислам дека ќе го работам ова. Не би се откажала, ми дава една невидена слобода за да можам да им се посветам на тие што ме слушаат. И на крајот на краиштата, како епилог на ова мое долго резиме, многу благодарна работа од типот да усреќуваш луѓе. Значи, толку луѓе на моите настапи добиле моменти за круцијални промени во животот, кој со кого, зошто, од утре тоа ќе го направам, тоа го примив, размислив дека тоа не е така. Еден фантастичен клик за нови моменти онатамошни. Ми е кеф за тоа. Во времето кога ти стана диџеј, беше вистинска реткост женски да пуштат музика. Тоа денеска веќе стана тренд, мода, сведоци сме на нели еден куп млади девојки кои што пуштаат музика и одлично се снаоѓаат во таа улога, но ти беше еден вистински пионер. Па знаеш, јас на тие прашања одговарам вака. Никогаш професиите не ги делам на машки и женски, ама никогаш. До ден денес се чудат 21 век жена пилот, жена хирург, жена во политика, жена председател. Стави жена председател па да видиш што е држава. Стави жена хирург па да видиш што е запад медицински. Стави жена артист па да видиш како реагираат сите. Така да, сега не ги омаловажувам и мажите, ба реткост беше и тие години кога јас и Дубравка Марковиќ водевме своевремено таа хит месеца видео метроном, и тогаш цела Југославија се чуди таа женска енергија, женски водители, па пејачи, па веројатно психо и на таа карта отида. Имаш фронтмен жена. Остана тоа и добро е што гледам се поголем број на цурици, млади момци, да ги ставам, пак ќе речем за неја, ставам акцент на девојки кои што си го работат. Тоа секој со својот аршин. Занаетот не бира ништо. Ако си вичен да го работиш тоа, мегданот е тука, публиката многу добро препознаа каква е енергијата и музиката не ја боли уво, во жаргон кажано, дали си ти женско, дали си ти убава или не си убава, дали си ти не знам од кој калибар. Музиката бара да се пренесеш со својата енергија, се телепортираш од таа страна таму и да застанеш да видиш како тоа изгледа. Значи кој грув ќе го добиеш од овде и да вибрираш на фреквенција на животот, кој што кажеме, така да бидеме сите среќни и весели. Тоа е тоа.
Убаво кажано. Те гледавме на ТВ екраните, те слушавме на радио, а најчесто те слушавме нели и по скопските локали, но и локалите ширум земјава. Она што сакам да прашам, Вера, е колку се разликува забавата и ноќниот живот некогаш и сега. Не само во однос на музиката, туку во однос на начинот на кој што луѓето се опуштаат и се забавуваат. Има ли голема разлика? Дали има разлика? Па не можам да препознам ништо. Тоа се веќе паралелни светови. Меѓутоа, знаеш како ќе звучи? Ќе звучам како Метузалема како раскажувам ова, а ти у твоето време, сега гледа нашето време. Почитувам, така? Техничко-технолошки придобивки, нов начин на размислување, може би тажно за децава и сите останати кои што не го фатиле нашиот период на Тито на Југославија, кога нашиот пасош беше чага по светот, кога беше признаено се. Јас не можам да кажам од моја перспектива дека ја па не сум признаена, сам нормално зборам од свој аспект. Многу добро функционираме овде. Секојаш имало луѓе кои не биле задоволни во тој систем кога не било дадено се. Значи тоа дали се способен или неспособен, дали имаш проблем со нешто за реализација или слично. На луѓето до ден денес им сметаат многу нешта. Тоа е лична определба и вечна борба. И убавата страна бара вечна борба за да добиеш уште нешто побаво. Така да, работи да се сменети, да. Меѓутоа, музиката е таа која што е универзален јазик, есперанто. Со неа напаѓаш, со неа се браниш, со неа ги чувствуваш емоциите, нема човек кој што не може да биде допрен од стих, од петолиние. Па дали тоа било, инаку сум лоша, дали тоа било турбо фолк, не можам да споменам. Меѓутоа, што би рекла мајка ми, Вера, остави ги луѓето, нека се забавуваат на свој начин. Не ги оставам, јас мислам, ги оставам, ама не ги оставам. Гледам да ги селектирам за она што значи некој систем на вредност, некој лайфстайл, сега да не ги навредам другите, ама ете, тоа покренува една друга машинерија, начин на размислување, однесување. Малку ми фали тоа. Јас го гледам, луѓето се зафатени со телефони, не се присутни. Дури седнуваш на астал, не си присутен со тој што седи на астал, а не па да можеш да влезеш таму во колотечина на она што се случува, па да станеш, да изиграш песна, да земеш пијачка, да се видиш со луѓе. Не, тоа е се некако наметнато. Кажате и претходно, модерно било да се биде диџеј, модерно било да се носи тетоважа. Пајте, тетоважа сум ставила затоа што носим свој жик, затоа што има приказна, не дека било модерно. Или сум ставила пирс затоа што си имам приказна зошто е ставен пирсот и сум го ставила своевремено. Ајде речеме пак секој своето време. Меѓутоа, ќе кажам и со ова сакам да заокружам. Една Јосипа Лисац кажува дека човекот доколку нема да си направи свој печат, не може да биде свој. Уникатноста е таа, па макар била добра. Значи мораш да се избориш за нешто. Авангардата е таа, сега која е авангардата на ова време гледаме. Нашата авангарда е потентна, убава. Меѓутоа, нови генерации, ама ја па работам со тие нови генерации и мислам дека успеав да им ја разбуричкам таа ментална матрица и да произведам една убава армија на деца. Деца се тие 18 години, че ми е дозволено да излезат да се напијат пијачка, кои што доаѓаат на сетови и слушаат квалитетно ретро, затоа што се умре во светот, ама ретрото живее. Вера, неодамна те видовме повторно на сцената на Макфест во улога на презентер. Како си помина, што значеше за тебе повторно да стапнеш на таа сцена и да се посетиш на оние прекрасни времиња кога беше заштитен знак, беше амблем на овој фестивал, кој што сите со задоволство го следевме? Овој пат во полусон, како што кажував, кратко и јасно реков, да, the time is now. Сега е моментот. Јас не се бавам со лоша енергија, тоа го кажав и во едно претходно интервју. Кој во каква позиција е, каква е гарнитурата, дали треба нешто да се добие, едноставно јас морам да му го понудам тоа на народот, што јас најдобро можев да си го сработам. Со тие 14 години на крајот на криштата, јас сум таму заради луѓето, значи тие луѓе до плачење доаѓало што седат во таа сала, оној што те гледа пред мали екрани, или оној што те прати на било каков начин по сателити и секаде, или оној што ќе те препознае на улица, те фати за рака, тоа е необјаснимо, тоа не може да се купи, тоа не може да се прераскаже. И си реков, ме немало доволно добро време за да можам една количина на енергија да истурам, при тоа и да ја примам нивната, затоа што јас сум врзана со таа сцена
Тоа како да возиш точак, како што кажем, излегов таму. Дури мислам дека никогаш не сум била поопуштена и посретна како тие вашите 5 минути. Дали ми дадоа 3 минути или 4 одврзани раце како ќе се обратам. И тоа си го срочив на свој начин. На крајот нешто да направив некој синопсис, па го фрлив и реков, дозволи си девојчице на сцената да излезе се од тебе да видиме дали си дипломирала на таа тема. И мислам дека положив и дека ми останува тој терен и како што би рекла јас, живи сме, здрави сме, тука сме. Во секој случај ние утринава зборуваме за убави работи. Јас ти благодарам што одвои време од твојот ден за дружба со нас и со гледачите на Добро утро секое утро. Ки ти посакам добро здравје, ваква младешка енергија да те краси уште многу долги години, а да уживаме и да те слушаме уште безброј пати низ скопските локали. Па да, знаеш, фала ти многу, убаво резиме. Јас кажувам дека во личните карти сега не пише кога сме родени. Јас не се срамам да кажам дека на почеток на годинава, 11 јануари, ќе си го направам својот 60 годишен јубилеј, а со тоа и мојата 40 годишна кариера битисување. И една работа е конечна во универзумов, само енергијата. Значи таа не се менува, таа е постојана, гласот не се губи, затоа кажам имам занает кој што, не старе, само ја менуваме формата. Нормална гравитација, нормално дека ќе се измениме, нема бегањето. Мислам, тоа е тоа. Треба да се договориш, треба да живееш со тој момент. Меѓутоа енергијата ако ја изгубиш, тогаш не ти помага никој и не може да те обликува никој, ни пластична хирургија, ни никој. Така да треба да оставиш работите да си мутираат матурно, да си обликуваат еден нов момент и да им се предаеш. Ви посакувам како телевизија успешни утра, кама среќа да имате добри утра вакви, јас имав. Да, почеток на денот. Фала ти, Ирена, многу. Ми беше задоволство, Вер. Ти благодарам.